Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И со вечерашна наша емисија ќе се потрудиме да го задоволиме вашето срце, почитувани слушатели. Ќе ви презентираме новини, поточно изјава на председателот на партијата Левица Димитар Апасиев по повод францускиот лудачки предлог од страна на нивниот председател Макрон и председателот на татарската новокомпонирана држава Булгарија, каде тајно се договориле. Исто така ќе дадеме дел од интервјуто на новинарот Сител телевизија со српскиот председател Александар Вучич. Прилог за празниците Свети Петар и Павле, кои се на 12 и 13 јули. Токму затоа ќе дадам и честитка за нашиот сонародник Петре Јановски од село Велушина. А ќе завршам и со мој коментар на неделата. Но на самиот почеток еве и една жална вест. На нејзината 61 годишна возраст почина нашата сонародничка Сузи Тргачева. Се радувавме, мила наша ќерко Сузи, кога се роди. Се радувавме кога раснеше во нашите преградки, а посебно кога стана вистинска мома. Но злобната судбина почна да си игра со тебе. Болеста те налегна, но ти никако не се предаваше, се додека пред неколку дена таа клета судбина успеа да те оддели од нас сите, таткото Кузе од село Буф, мајката Тина, братот Джими, сната Марина, а посебно твоите внуки Стефани и Ашли Тргачеви, кои премногу те сакаат. Заминуваш од нас без да ни кажеш збогум, а срцата наши се преполни со болка што никогаш нема да те прежалиме. Опелото ќе се изврши за Сузи Тргачева во црквата Свети Климент Охридски утре во 10 часот и 30 минути, утрото, кога можете да ја оддадете и последна почит. Сочувство до фамилијата на починатата Сузи Тргачева и од името на мојата фамилија. Почивај во мир ти, Сузи Тргачева. А сега да одиме со прилогот за празниците Свети Петар и Павле. На 12 јули го славиме споменот за светите апостоли Петар и Павле. Петар бил рибар и прво се викал Симон, а Исус го нарекол Кифа или Петар. Бил прв од учениците што јасно ја изразил верата во Господ Исус, велејки: Ти си Христос, Син на живиот Бог. Љубовта кон Синот Божји му била голема, а во верата се утврдувал постапно. Кога Исус бил изведен на суд, Петар 3 пати се одрекол од него, но само еден поглед на лицето Господово го исполнило со срам и покаяние. После легувањето на Светиот Дух, станал неустрашлив проповедник на Евангелието. После една негова беседа во Ерусалим, се христијанизирале околу 3000 души. Го проповедал Евангелието ширум Палестина и Малазија, и Лирика и Италија. Лечел болни, воскреснувал мртви, дури од неговата сенка се исцелувале немоćните. На заповед на свирепиот цар Нерон, Свети Петар бил осуден на смрт. Кога видел пред себе крст, ги замолил джелатите да го распнат главеечки, бидејќи се сметал себе си за недостоен да умре како неговиот Господ. Свети Павле прво се викал Савле, бил фарисеј и гонител на христијаните. Во верата Христова внесене преку чудо од самиот Господ, кој што му се јавил на патот за Дамаск,
заслепувајќи го и покажувајќи му се во сета своја слава. По овој настан, светиот Павле со пламена ревност го проповедал Евангелието од границите на Арабија до Шпанија, меѓу евреите и незнабожците. Со години и години апостолот Павле страдал, бил понижуван, тепан, но трпел се во име на својот Бог, велејќи: не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Бил убиен во Рим во времето на царот Нерон. За многу години. Па нека е за многу години празникот и сите оние кои ги носат тие имења нека им се честити вечни, меѓу кои и мојата драга пријателка Петра, односно Перса Ѓуровска. Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки слично да продолжи да се емитува оваа радиопрограма преку самото радио. Но не заборавете дека секој петок, ако отворите на YouTube под The Voice of Macedonia, можете да не слушате од 8 часот навечер со уште една наша програма на Глас од Македонија. Емисијата Глас од Македонија можете да ја слушате, ова што сега го давам, и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe и истовремено да ја помогнете да ја поддржите самата радиопрограма. Илинденскиот пикник во Македонија под организација на Обединети македонци ќе се одржи на 31 јули во паркот на организацијата со богата програма и весела музика со оркестарот на Џани Петличков. Ќе поминете празничен Илинденски ден. Но исто така вашите деца кои се на возраст од 5 до 16 години од 11 часот предпладне до 3 часот попладне можат да одат на летниот камп секоја сабота кој ги води председателот на организацијата од Обединети македонци, но и тренер Драги Стојковски. По повод патрониот ден на црковната општина Света Недела, председателот Славе Бунтевски со управата и женската секција ве поканува на фестивалот што ќе се одржи на 23 јули од 2 часот попладне до 11 часот вечерта, но и на 24 јули од 11 часот предпладне до 11 часот пред полноќ. Разноврсната традиција на богатото јадење, но и пијалок со добра музика ќе ви приреди пријатни часови. Добродојдени сте сите. За вашите пак свадби, крштевки, родендини и слично на располагање ви стојат трите реномирани сали на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Председателот Влади Димитриевски со неговата управа ве поканува на секоја неделна богослужба и за празничните денови како што сега доаѓаат, значи вторник и среда, Свети Петар и Павле. Но истовремено има позиција доколку сакате, тоа е за студенти, да работите за време на летниот период, јавете се на телефон 416-421-7451. А сега да се префрлиме кај фамилијата Јановски по повод 90-тиот роден ден на нашиот сонародник Петре Јановски од село Велушина. Додека вторник е твојот имен ден, денес пак е твојот роден ден, мили наш татко, дедо и брату Петре Јановски. Твојот 90-ти роден ден, нека во добро здравје и расположение славиш уште многу други родендени, а ние синовите Ѓорџ и Ник, сната Илейн и внуците Софија, Кристина, Томас и Матио Јановски, како и братот Марко Јановски со фамилијата од село Велушина, од срце ти го честитаме твојот празник. Честит 90-ти роден ден, мили наш сакан Петре Јановски, и честит имен ден со песната која тија ја сакаш, зајди, зајди, јасно сонце. Зајди, зајди,
И како роднини, и како пријатели, и како комши, со кои делевме се, не наведе денес и ние Мица Кочовска од село Велушина со синовите Джими и Баби, сната Ребека и внучињата Едвард и Кирил, да ти го честитаме и именденот, но и денешниот твој 90-ти роден ден, драги Петри Јановски. Нека нашите желби, за да и понатаму те гледаме во добро здравје и расположение, уште долги години да дочекаш и свадби од твоите внуци. Честит 90-ти роден ден, Петри Јановски, и честит имен ден. Ај засвире еми чалги, една песна мена блиска, да се света на младоста, да се врати в срце радоста. Свирете ми чалги, свирете ми се од срце, празник ми е на душата. Денес тажам за младоста. Свирете ми чалгачи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава. Денес плачам за младоста. Ај засвире еми чалги, тешка песна како живото, очи сози рана полна, душа моја да олесна. Свирете ми чалги, свирете ми се од срце, празник ми е на душава. Денес тажам за младоста. Море свирете ми чалгачи, свирете ми се од срце, празник ми е на душава. Денес плачам за младоста.
Па Петре, честит имен ден и честит роден ден и од името на нашата фамилија и како што рече Мица со фамилијата Кочовски, уште многу години вака да се радуваш со фамилијата и со сите нас. А сега да одиме со нашата сонародничка Васа Мрзганова Малегановска, родена во село Статица, а омажена во село Трсије. На 997 метри надморска височина во Костурската околија расположено е селото Статица. Поделено е на горна и долна Статица. Низ ова село врви Статичката река. Главно занимање на селото е жито и пченка, но и градинарство како и овчарство. Во долна Статица се наоѓаат црквите Свети Илија и Свети Танас. Против Отоманската империја и ова село има дадено борци, комити, а посебно во Втората светска војна и така наречената граѓанска војна во тој дел на Македонија. Многу од жителите се иселија, посебно по Втората светска војна и граѓанската војна во источноевропските држави, но и во прекоокеанските, меѓу кои Канада и Австралија. Втората светска војна, посебно така наречената граѓанска војна, а да не зборуваме за порано, однесе доста жртви, но и ранети, а истовремено избрка од своите родни огништа околу 30.000 македонски деца на возраст од 2 до 14 години.
Така беше и во фамилијата на Насе и Стасија Мрзганови од село Долна Статица. Во 5 ќерки што ги имаја Стаса и Насе, а тоа беа Цвета, Васа, Дафина, Лаца и Донка, во време на војната Насе Мрзганов, место и понатаму да оди да свири со својот кларинет за свадби, армаси и слави, не можејќи да трпи неправда врз македонскиот народ, замина партизан, оставајќи и своите ќерки на неговата сопруга Стаса и неговата мајка. Но за жал и тој го загуби животот во борбата. Лаца се омажува и потоа заминува во Австралија. Цвета и Васа ги зедоа најпрво да ги научат како да се ракуваат со пушката, за да потоа се борат, а Дафина пак ја одделуваат од мајка и Стаса, земајќи ја со другите дечиња, за да потоа ја однесат во Полска и таму го поминува детството без своите, а Донка како најмала останува во Статица со мајка и. Во незините најубави години, кога младоста цутеше, кога како 14-15 годишна девојка, место да се шета по ливадите со другарките и да бери цвеќиња, место да плете и везе или место наоро да игра во празничните денови, Васа Мрзганова мораше да се учи како да ја држи пушката и како да нишани во одбрана со непријателот. Отиде во борба против непријателот заедно со други млади момчиња и девојчиња, без да знаат што ги чека и дали ќе се вратат повторно живи дома. Давај ме, мори, давај
Летко е, вели Васа Малегановска, да се опише тоа. Англиските авиони нон-стоп фрлаа бомби, а ние моравме да бараме за крилиште. Тешко беше, посебно на Малимади, каде се е на простор и нема каде да се сокриеш, а бомбите околу нас експлодираат. Тешко беше, зашто и мртви души гледавме како се убиени од англичаните и од американците. Во таа борба како партизан беше и нејзиниот сопруг Пандо Малегановски од село Трсје, кој пак претходно го изгуби во војната неговиот брат Илјо. Меѓутоа македонските борци, меѓу кои и Васа, па и нејзиниот подоцна сопруг Пандо Малегановски, мора да се повлечат, па преку Албанија натоварен воз ги однесува во тогашниот Советски сојуз во Ташкен во Узбекистан. Таму Васа Мрзганова Малегановска, каде беа и сестра и Цвета, па и тетка и, отпочна нов живот. Се вработи во фабрика. Среќата таму во тој град Ташкен и се насмеа, зашто таму се сретна со Пандо Малегановски, со кој склопија брак и ги добија двајцата нивни синови Илјо и Ѓорđ Малегановски. По 13 години живење во Русија, се иселуваат во Македонија, во Скопје, но потоа доаѓаат во Канада, во Торонто, каде што беа и родителите на Пандо, браќата и сестрата. Така Пандо и Васа Малегановски конечно застана на ова канадско тло. Добија и внучиња Дина, Зоран, Златко, Пире, Лена и Џанатен. За жал Пандо замина во вечниот дом, а Васа денес се радува на сите тие 5 внуци, но и на 8 правнучиња: Екзевиер, Ендру, Стивен, Ела, Џордан, Оливија, Каја и Лук. Васа Малегановска и во нејзините 90-ти години многу пати зборува за борбата во егејскиот дел на Македонија. Се присетува на доживеаните нејзини настани, а не може да ги сопре солзите од нејзините очи кога таа зборува. Ова значајна македонска жена, добра сопруга, мајка, баба, па и прабаба за нејзините најблиски, но многу важна и во нашата фамилија. Посебно на моите деца, кои ја имаат како трета баба, исто како и нејзиниот покоен сопруг Пандо, како трет дедо, што уште од мали, дури во училиштето на учителите, тоа им го кажува, мислејќи дека и тие и Пандо и Васа им се вистинските дедо и баба, иако нам ни беа само комшии и од срце се сакавме. На 15 октомври Васа Малегановска ја наполнува нејзината 90-та година, нејзиниот 90-ти роден ден. Васо и Панда Малегановски, вистински македонци и борци за својата татковина.
Инаку изјавите на Васа Малегановска што ги доживеа за време на така наречената граѓанска војна, верувам или идната наша емисија ќе биде застапена со тоа или во една од нашите наредни емисии. А сега да чуеме што кажува председателот на партијата Левица на протестите што е во Скопје за самите настани што се случуваат. Во овие вести разговарам со председателот на политичката партија Левица Димитар Апасиев. Господин Апасиев, добро дојдовте во вечерните вести на Канал 5. Како го оценувате овој протест? Вие вчера синоќа најавивте и радикализација на протестот. Тоа на некој начин се случи. Кои се следните чекори? Дали можеби за ова се чувствува дека на некаков начин се напаѓа собрание? Не, апсолутно. Значи, вие македонец, едноставно ова е премногу што не се случува и народот веќе не може да трпи вакво политичко предавство. Еве ќе го кажам сценариото, па граѓаните сами нека оценат. Утре ќе го поминат на влада и ни треба масовност. Значи, ги повикувам сите граѓани утре да дојдат пред влада. Планираме да го посетиме и председателот Пендаровски. И планот Б кој што го има Левица ќе го соопштиме веднаш после усвојувањето, меѓутоа мислам дека тие не го очекуваат тоа. Ќе сакаат да го поминат на собрание и затоа сме дојдени тука. И тоа мислам дека шверцератот на Талат Џафери ќе си дојде на сцена, ќе пробаат да не го минат на комисија, бидејќи знаат дека таму ќе имат тепачки. Ќе пробаат да го стават на пленарна сесија и тоа ќе трае неколку дена. Го повикувам секој свесен македонски граѓанин да биде пред собрание додека трае расправата по овој предавнички предлог. И сакам да кажам дека дури и да го донесат, тоа не значи ништо, затоа што немаат двотрединско мнозинство да го донесат она што е договорено, да го променат уставот, и да имаат, ние им подготвуваме план Б кој ќе го соопштиме веќе во вторник среда со една правна операција која ќе го поништи сето ова. Меѓутоа се консултираме се уште со правниот тим и ќе имаме посебна пресконференција за тоа. Значи уште еднаш апел, дојдете во што поголем број утре пред влада кога се носи овој квислиншки протокол со кој што ние се обезмакедончуваме, ние не постоиме веќе, ние стануваме курди. Се уште има надеж, ги фативме на препад и сега му е мајката. Значи не оставајте тие да одлучуваат за вас овие корумпирани политичари. Јас ви благодарам што одвоивте време за ова гостување, додека вие протестирате тука пред законодавниот дом. Тоа беше Димитар Апасиев од политичката партија Левица. Во меѓувреме зад мене додека демонстрираат самите граѓани кои бараат да не помине францускиот предлог за почеток на пристапните преговори со Европската Унија, се испраќаат и негативно, односно цовки кон функционерите на власт. Па не ги откриваме искрено чекорите, бидејќи стратешки ние ќе играме. Чекорите ќе бидат и правни институционални и вонправни институционални, значи комбинација на два метода кои очекуваме да дадат резултати, бидејќи гледате дека секојдневно народот контраефекти има оваа владина пропаганда која се обидува да направат меѓуетнички судири, да направат фрлени агенти од ДНБ кои провоцираат насилство и мислеа дека со тоа ќе го намалат бројот на протестирачи, меѓутоа спротивен ефект на бумеранг доживеа. Имаме сега пута 3 од првичните видете река народ, значи имате народ од влада до собрание цела поврка. Илјадници луѓе се опрашаат, можеби над 50.000 доаѓаат секојдневно и тоа треба да ги замисли. И не знам, значи ние ќе играме шаховски, тие на потек, ние на потек и нема да откриваме што ќе играме. Како што слушате, протестите во Македонија не стивнуваат веќе, ни сите градови и села се е блокирано, така да од утре посебно тоа ќе биде. Секој ден се собират, како што слушнавте пред владата на Република Македонија во Скопје, над 50.000 против неправдите што ни ги прави Западот во корис на Грција, Бугарија, па и Албанија и Косово. Токму вечерва се јавувам со мој коментар на неделата, но најпрво ќе одиме со разговор што новинарот од Сител телевизија е со српскиот председател Александар Вучич, кој разговор го поделив во делови. На денот македонските евроинтеграции односите со Србија, како и еднината на регионот, во тема на денот Александар Вучич. Во ексклузивното интервјуто изборува и за францускиот предлог. Со српскиот председател разговараше Иван Кузмановски.
По тема на денот вечерва разговарам со председателот на Србија Александар Вучич. Председателе, добро ве најдовме. Благодарам за можноста да го направиме овој разговор. Многу ми навелат дека живееме во историски денови и ако ја погледнеме сликата во Скопје, на вистина делува дека е така. Странски делегации, совети, протести се случуваат во Скопје. Ќе ве прашам директно, каков е вашиот став или какво е вашето мислење за францускиот предлог кој што го доби Македонија за да ги започне преговорите со Европската унија? Pre svega dobrodošli ovde u Beogradu, u moju kancelariju. I uvijek se radujem kada vidimo makedonske prijatelje u našoj zemlji i u našem gradu. Ja, za razliku od svih drugih, ne mogu da govorim na takav način i nemam pravo da govorim na takav način. Nemam pravo da se mešam u unutrašnje stvari makedonskih građana, makedonskog naroda i bilo bi nefer da se ponašam onako kako sam ne volim da se prema nama u Srbiji ponašaju. Naravno da pratim sve što se dešava i podržavao sam sve ono što su moji kolege i prijatelji Kovačovski i Rama tražili u Briselu, veoma snažno, veoma oštro, ne samo na konferenciji za novinare, već i na samom samitu posvećenom Zapadnom Balkanu. Zato što mislim da su i Severne Makedonije i Albanije zaslužili početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, odavno zaslužili svojim radom, posvećenošću, rezultatima na kraju krajeva, ispunjenjem svega onoga što je traženo. Ja nisam od onih koji voli te priče, istorijski trenuci, mnogo važni trenuci. Šta su istorijski trenuci, o tome će da odlučuju neki za 20, 30 i 50 godina, a ne mi danas. I pretpostavljam da je to jedan deo onoga što ljude nervira. I u Skoplju, i u Velesu, i u Bitoli, i u Prilepu, i u svakom drugom mestu, i u Kumanovu, i u svakom drugom mestu u Makedoniji. Dakle, ja imam samo nešto što hoću da kažem ljudima. Srbija ne želi ništa od Severne Makedonije. Mi doživljavamo vas kao našu braću. Nama ne treba teritorije Severne Makedonije. Nama ne treba jezik. Priznajemo makedonski jezik. Nama ne treba crkva. Priznajemo i makedonsku crkvu. Nama ne treba, ama baš ništa, sem prijateljstva i dobrih komšijskih odnosa. To je jedino što nam je potrebno. A ovo govorim i zato što ja znam da će nam zima biti mnogo teža nego što ljudi u Severnoj Makedoniji danas mogu uopšte da pomisle na to, kao što znam da i ljudi u Srbiji o tome ne umeju. Ne mogu da sagledaju prosto, ne mogu da vide razmere katastrofe koja nam se približava ukoliko se ne okonča, a plašim se da se neće okončati uskoro rat u Ukrajini. Zašto sam sve ovo doveo u vezu sa onim što je bilo vaše pitanje? Ja naravno ne mogu da vam kažem da li je predlog dobar ili nije. To neka odluče ljudi u Makedoniji. Токму вечерва ќе зборувам околу нашата свест, индивидуално, но и колективно. На ова како вовет ќе дадам една индиска приказна. Некој индус отишол да сече дрва во гората и на враќање дома видел едно јајце. Го зел и го ставил под кокошката, каде што таа ги лежела кокошкините јајца. По кратко време се родиле малите пилиња и меѓу нив и едно орле. Орлето заедно со пилињата раснело и се однесувало онака како што правели и пилињата, дури во летањето правел како нив. Нормално станале и јарички, односно петли и кокошки. Еден ден орелот видел друг орел кој летал над небото. Го прашал еден од петлите што е она што лета толку високо, а петелот му рекол дека тоа е царот на небото. Времето се минувало, па и тој орелот никогаш не разбрал дека тоа е негов брат. Така и ние, почитувани слушатели, ова што со години го прави Западот не лаже, а во последниве 32 години сме сведоци на сето тоа. Сме во НАТО, а праќаме војници да му служат на НАТО и плюс плаќаме по 250 милиони евра годишно. Мислим да имам одреđene искуство. 8 години сакам да ве прашам председателя, да бидеме отворени и искрени кон граѓаните. Деновиве слушаме многу ветувања
дека секој може да гарантира дека ова ќе биде последно барање на Бугарија, дека нема да има нови услови за Македонија. Имате долги години искуство со Брисел. Во 2014 во јануари ги почнавте преговорите и вие имате едно дополнително поглавје кое што се однесува на вашата болна точка, прашањето со Косово. Колку може да му се верува на Брисел во ветувањата кои што ги дава кон земите кои што ги водат преговорите, со оглед на тоа дека деновиве во Скопје може да слушнеме ветувања дека ова ќе биде последно барање на Бугарија, дека веќе нема да има мешање ниту во историјата, ниту во идентитетските прашања. Може ли да му веруваме на Брисел? Да вам одмah кажам, не превише. А какве то везе има? А šta vam je alternativa? A šta da radimo s tim? Da li će da vas opterećuju na svakom sledećem, to se zove IGC. Ja ne mogu ni da pohvatam kako im se te konferencije zovu i ta čuda. A naravno da će da vam pitaće Bugari za nešto, pitaće neki drugi za nešto, uvek će nešto da nađu. Može. Gledate da gurate svoju zemlju napred. Gledate da vam zemlja ide napred. Na kraju, da li će neko da vam otvori klaster više ili klaster manje? Nije suštinsko pitanje, nije najvažnije. Ali je dobro biti. Dobro je biti na evropskom putu. Dobro je jer vam to otvara mogućnosti za privlačenje investicije i za sve drugo. To je važno, to je dobro. A ovo da im mnogo verujete da oni neće da vam postave pitanje Goce Delčeva, da neće da postave pitanje Kruševskog ustanka i tako dalje. Ajde bre, pa to će da vam postavljaju ceo život. Nemoj da vas laže neko da neće. Kao što i nama. Sve što su nam rekli da neće, sve hoće. Pa šta sad? Treba da se ubijemo? Pa ne treba da se ubijemo. No, polako. Бидам конкретен. Кој би бил вашиот совет до Димитар Ковачевски, ако го повера тоа од вас? Ja ne mogu da savjetujem Kovačevskog, ja mogu da kažem samo običnom narodu, zato što kada dajete savjete, to mogu da prijateljski razgovaram sa nekim, ali ja bih samo rekao ljudima da sa manje emocija tome pristupaju. Nije kraj sveta ni jedno ni drugo, ali da je dobro izračunati šta je bolje. Ja mislim da možete i da zaključite šta je to što ja mislim, a nisam hteo da vam do kraja kažem šta mislim da je bolje, ali to je taktički potez. To nemojte da mislite da ste time nešto mnogo dobili ili da ste ne Bog zna šta izgubili. Ne, to će se nastaviti. To će se nastaviti. To je težak jedan proces, ali u tom procesu treba jednu prepreku preskočiti. Ali da to sad kao divne su vesti, pa sad desit će se, pa nema divnih vesti. Nema tu divnih vesti. Tako, bit će za vas gotovo isto kao i za nas, verovali ili ne. Ali ne zaboravite samo. И овој пат ќе ги употребам зборовите на Григор Прличев, кој во Солун се обрати до македонскиот народ. Не е ли голем срам за Македонија денес да биде на најдолниот од светот? Ете мои македонци, како што гледате, тоа се случува и денес, но не по наша вина. Не по вината на македонскиот народ, туку по вина на предавниците кои работат за нивни интереси, по вина на сребролюбци кои како Јуда ги интересира парата, а не знаат колку е проклета таа пара. Тоа се случува денес и по вина на корумпирани политичари на чело со муртинското чудовиште Зоран Заев, исто така мафијашот Али Ахмети и целата нивна предавничка влада кои ги интересира само власта, ако се свесни дека како што и рече познатиот англиски писател Ален Мур, дека владата треба да внимава што прави, но и да се плаши од народот, зашто тој народ е најсилното оружје. А Јане Сандански исто така во неговото време рече: робот се бори за слобода, а слободата пак за совршенство. Изборот е само наш. To je važno za sve nas. Истражувањата на јавното мислење во Македонија покажуваат дека македонците ја чувствуваат Србија за најблиска земја и најблизок народ на Балканот. И веројатно голема улога во тоа има тоа што Александар Вучич беше тука кога на Македонија им требаа вакцини, Александар Вучич беше тука кога на Македонија им беше потребна пченица, кога им беше потребен зејтин. Дали Србија има некакви барања од Македонија? Apsolutno nikakvo, sem da budemo prijatelji i braće. Baš ništa ne tražimo. Ništa nam nije potrebno. Ali ja ne mislim da je zato. Imam nešto drugo, reći vam zašto. I da vam ne oduzimam više vreme.
To je zato što ne možete da prevarite ljudsko srce i ljudske emocije. Ljudi vide da li nekoga volite ili ne. Na kraju to i dela pokažu. Jel vi mislite da je sve oko crkve bilo lako našim ljudima u crkvi? Nije. Ali kao što vidite, uradili su zato što veruju u bratstvo između naših naroda. Jel vi mislite da je uvek bilo lako sve? Pa nije. Kada odete i negde pomazite neko dete, svi političari to rade. Ali ljudi mogu da vide ko to radi zbog kamere, a ko to radi s iskrenom emocijom. A šta mi da tražimo od Makedonije? Šta da tražimo? Šta da tražimo? Ništa nam ne treba od Makedonije. Mi sad nabavljamo ove helikoptere da ako budete imali požare da možemo prvi da uskočimo mnogo bolje i mnogo efikasnije, pomognemo nego prošle godine. Dolaze nam sad krajem jula. Mi najbolje na svetu sa vedrima od 5000 litara. Gledamo, od vas jedemo što kupimo, pojedemo najbolji paradajz, vrhunski ajvar i sve drugo. Dakle, ali ne samo to, sve više i druge robe. Vina odlično imate. Mnogo divnih stvari. Kakav problem imamo? Nemamo ni jedan problem. Mi smo jedini kojima ne treba, ama baš ništa. Ni teritorija. Sve vaše priznajemo. Sve što imate kroz istoriju takođe priznajemo. Ni jedan problem nemamo. I zato sam i rekao, to nije pitanje Aleksandra Vučića, ja sam samo neko ko se nalazi na čelu zemlje, koji je srećan što možemo da imamo takve odnose sa Severnom Makedonijom, ali to je pitanje odnosa celog našeg naroda. Ne znam koga možete da pronađete u Srbiji da kaže nešto loše o Makedoncima. Ne postoji takav. Ne postoji. Evo idite ulicom, ko Boga vas molim, sad snimite ljude. Od 100 ljudi koje nađete, nećete naći 99, nego ćete 100 ljudi naći koji će vam reći lepo o Makedoncima. Nema ni jedan čovjek da vam kaže loše. Ni jedan. Ne znam, ja nisam vidio takvog ludaka u Srbiji. Ne postoji. Prosto i to ljudi osjećaju. Ljudi kada dođu i u Vranje, kada dođu u Beograd, kada dođu u Novi Sad, to osjećaju na svakom mjestu. Mi smo ko braća. Šta je bilo, da li uvek bilo sve idealno? Pa nije nikad bilo idealno. Je li u našim porodicama uvek sve idealno? A je li u našim zemljama uvek sve idealno? Pa nije. Zato moramo da radimo zajedno i što mi više budemo radili zajedno, naša snaga će biti veća. Naša snaga će da se udvostručuje, utrostručuje i više nas neće gledati kao jedinke koje mogu da svađaju uvek i u svakom trenutku, već kao nekoga ko mora da bude nečiji partner, zato što taj neko mora da bude mnogo poštovaniji nego što je bio. За крај морам да ве прашам, ќе бидеме ли дел од Европската унија и кога? Ja to ne mogu da vam kažem, zato što bi to bilo neozbiljno, ali dobro je da budemo na evropskom putu i da naše zemlje razvijamo. Srbija, Makedonija, da mi budemo bogatiji i da mi budemo uspešniji. A jednog dana, nadam se, a i ako ne bude, neće biti strašno, zato što ćemo mi biti bogatiji i uspešniji umeđu vremenu. Председател, благодарам много. Да, почитувани брајки и сестри, изборот е наш да се сруши ова велепредавничка влада која продаде се македонско. Сега посебно оние кои како муви без глава од Европската унија трчаат повторно во Македонија, исто како што тоа го правеа за време на така наречениот Преспански договор, да го убедуваат народот, а потоа да се гласа во Собранието на Република Македонија за францускиот предлог. Ќе завршам со една попозитивна приказна, но африканска. Некаде во Еритрија или Етиопија, во стадото на овци, раснело едно мало некое лавче со јагнењата. Веќе се сторил вистински лав кој примил се што правеле овците, меѓу кои и блеењето. Еден ден дошол друг лав за да си ја нахрани душата и гледа лав како него. Го прашува што бара таму, а лавот кој бил со стадото овци рекол: јас сум овца. Тогаш лавот туѓинец му рекол на лавот овца да одат до најблиската река за да се огледа во водата. Тоа и го направиле. И за големо чудо, на лавот овца, погледнувајќи се во водата, болно, но на цел глас рикнал: што правев јас досега? Јас не сум бил овца, туку лав. Така и ние да не дозволиме
на дивиот запад и на владата на Република Македонија ова што го прави, што е доста е, мора да кажеме. Ние ги критикуваме Грција, Бугарија и Албанија. Тие се само пиони во играта на шахот. Ние треба да им се спротиставиме на Англија, Франција, Германија, се разбира, тука не може да не се спомни Америка. Ние нив треба да ги судиме, зашто тие не донесоа до ова дередже. Токму сега, кога Америка не знае каде е главата, а исто би рекла и за Европската Унија, време е за нас да одиме со оние кои знаеме дека ќе ни помогнат, а тоа се разбира се Русија, Кина, Индија. Со ова ја завршувам мојава вистинска приказна со една голема порака. Сите ние сме исто. Сите ние кои помалку, кој повеќе на свој начин си ја сакаме Македонија. Може би оној кој седи дома прави многу повеќе од ова ја што го правам, зашто позитивната енергија е појака и од магијата. Иако знаете, се што сум правила и правам за македонската кауза и дефинитивно нема да застанам, ќе продолжам и понатаму, но многу повеќе ќе се радувам и со вас, мили мои браќи и сестри македонци, со вашите поголеми дела што ќе ги правите за Македонија. И со тоа завршува нашата вечерашна програма. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание. Слушајте не идната недела од 6 часот навечер на 101,3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радио Часот Глас од Македонија. А вие кои имате YouTube, повелете слушајте не со друга емисија од 8 часот навечер секој петок, ако напишете на The Voice of Macedonia на самата YouTube програма. А од името на редакцијата Глас од Македонија, вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.